На денешен ден започнало познатото и славно илинденско востание во Македонија, со постигнување најголем успех на битолскиот револуционерен округ. Првим било ослободено Смилево, па Крушево, кој што бил и центар на востанието, по што следувало ослободување на Клисура и Невеска во Костурско и Леривско, но и на многу други градови и села во Македонија. На тој начин била востановена Крушевската република како прва република на Балканот, настан кој одекнал како гром во Европа и светот. За жал, по 10-дневното отстојување на Крушевската република, илинденското востание во крв било задушено на мечкинкана. Но големиот подвиг на востаниците ја издигнаа илинденската епопеја на пиедесталот од македонската историја. По првиот Илинден во 1903 година, само 41 година подоцна, или на 2 август 1944 година, на Македонија и се случи и вториот Илинден, како епилог на уште една значајна епизода од македонскиот вековен стремеж да се биде свој на своето. Станува збор за првото заседание на АСНОМ одржано во манастирот Свети Прохор Пчински, на кое беа удрени темелите на македонската држава. Тој ден, пред 73 години, во 17 часот и 15 минути, со пеење на песната Изгра и зора на слободата и со речта на најстариот член на иницијативниот одбор Панко Брашнаров, беше отворено заседанието, кое донесе големи историски одлуки за иднината на Македонија, кога се надзираа и првите слободарски утра во селата и градовите низ целата наша татковина, а со тоа и крајот на Втората светска војна. Во оваа прилика вреди да се издвојат судбоносните документи како што се решението за прогласување на АСНОМ за врховно законодавно извршно тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Решението за оддавање признание и благодарност на Народно-ослободителната војска на Македонија, решението за воведување на македонскиот јазик како службен јазик на македонската држава и редица други одлуки и решенија. Беше избран и президиумот на АСНОМ со председател Методи Андонов Ченто, 2 подпредседатели, 2 секретари и 18 членови. Со тоа Македонија ја доби својата физиономија како држава со цврста платформа, врз која се надградуваа сите подостежни белези на времето, низ кое се менуваше и усовременуваше. Ете, поради овие неизбришливи факти, нашите два Илиндена се вредни за гордост и славење. Ете, затоа од илинденската епопеја и од асновската државотворност мора да ги ползуваме искуствата и придобивките за нашето дејствување во интерес на Македонија и на сите нејзини граѓани.